Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој го слушате секој понеделник, нешто по 11 часот, па се до пладне. Денеска пратениците во собранието ја продолжуваат конститутивната седница, 16-то продолжение. Во меѓувреме, паралелно продолжуваат и протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Во петокот граѓанската иницијатива испорача едно и единствено барање и еден народен документ со кој се бараат нови избори. Дали пратениците ќе го послушаат гласот на граѓаните и ќе ги послушаат нивните пораки? Денеска разговарам со луѓе кои некогаш седеле во собраниските клупи, односно мој гостин е поранешниот пратеник Владимир Голубовски. Добар ден и добре дојдовте. Добро најдов, добар ден. Со мала забелешка дека актуелно сум председател на ВМРО Демократска партија. Апсолутно, но и сте поранешен пратеник Да. И би било добро да зборуваме во функција на поранешен пратеник со оглед на тоа што одлично ја познавате собраниската процедура. Во петокот граѓаните испорачаа барање до пратениците, бараат да се стави една и единствена точка на дневниот ред, а тоа е закажување на нови предвремени парламентарни избори. Ќе го послушаат ли пратениците гласот на граѓаните? Мислам дека во однос на прашањето за конституирање на собранието имаме една блокирана ситуација, кога тоа го кажувам во процесот на конституирање на собранието во однос на спротивставените ставови кои што прејудицираат таква блокираност, но фактички собранието е во процедура на таквото конституирање и од тука произлегува една ситуација која што различно се толкова со тоа што требе во вакви дебати на јавноста да и бидат достапни релевантни толкувања за да можат да ја проценат одговорност на политичките субјекти кои што се актери во оваа криза. Така, веќе 55 дена се протестира по улиците. Еден дел од пратениците повторуваат дека има граѓани на улица, но другите никако се уште глуви за оние барања кои доаѓаат од пратениците на улица. Намерно свесни ли се што се случува, зошто така, дали намерно се игнорираат граѓаните и се најавуваа сценарија во собранието, насилни сценарија за избор на председател, план Б, нови стратегии. Се уште не сме виделе ништо од тоа, не се откриваат детали, но се најавува набрзо избор на председател и избор на нова влада. Зошто можеби тоа не се случи до сега, ако веќе социјалдемократите имаат план Б? Дали е сепак некаков страф од оние кои се на улица? Мислам дека на сите актери, сите елементи им се познати и доколку разговараме исклучиво околу перцепциите на едните или другите и на проценување на епилогот во однос само на елементите кои што се видливи, ризикуваме дебатата да не ги процени можните разврски на оваа криза, затоа јас сега би почнал со една анализа која што подлабоко ќе ги анализира околностите до кои што дојде оваа ситуација и од таква една анализа ќе може да имаме еден друг поглед во однос на оно што можеме да претпоставиме дека ќе се случува. Имено
Македонија се соочува со големи предизвици, а пред се со бројни провокации. И сакам да започнам со ставот дека Македонија како држава мора да одговори на сите провокации, но оние кои што го тестираат институционалниот капацитет, како и на оние кои се најава за реални закани по суверенитетот и територијалниот интегритет. Во вакви околности, Тиранската платформа представува еден лакмус хартија, па можеме да констатираме на внатрешен план дека имаме одреден ниво на парализираност на институциите на системот, кои што ствараат опасен празен простор за пара институции, кои што веројатно се програмирани од сценаристот заради реализирање на целите на албанската платформа. На надворешен план се соочуваме со заглушувачки молк на меѓународната заедница, ЕУ и Соединетите американски држави, кон како став кој што изостанува кон Тиранската платформа. Зошто е тоа така? Тоа само по себе укажува дека меѓународната заедница е дел од тоа сценарио за кое што ја во досегашните настапи имам став и денес сакам да го потврдам дека Македонија не се соочува со проблем кој што потекнува од нејзе и заради нас како држава, туку дека се работи за многу посериозен сценарио во регионот, во кој што Македонија дојдена на дневен ред како држава на која што треба да и се променат перформансите за да може да се вклопи во тоа ново сценарио. И само ќе набројам за да не засраниме во други поенти. Нели имаме најава покрај закани за територијалниот интегритет, веќе имаме и најава од разли меѓународни институции кои што промовира и мапи на нова држава тука на просторот кај што Македонија би требало да биде да претрпи колатерална штета во врска со тоа ново територијално организирање во регионот. Сакам да Добро, ако вие сте увиделе ова работи, ова е вашата анализа, кој е чарето, како сега да излеземе од целава ситуација, со оглед на тоа што премногу долго се наоѓаме во една политичка криза и преголема поделеност постои во општеството и дури сметам дека, буквално кажано, народски кажано, на луѓето им е преку глава од се. Да беше тоа едноставно, нели, ние ќе ја пресетнеме оваа криза, а може би и кризата и е толку длабока заради тоа што може би не внимаваме и не ја пресретнаме за да ја изменаџираме, иако во континуитет ние знаеме со какви соседи сме обкружени, а и знаеме можната генеза заради историското повторување од времето уште пред Букуреш поделбите на Македонија и потоа во континуитет и по осамостувањето, односот на меѓународната заедница на соседите. И тука за да се изнеде решение треба всушност прво да се диагностицираат сите елементи на оваа криза, но јасно е дека тоа е еден многу сложен проект во кој што се содржани различни нивои и е слоевит тој проблем, толку слоевит колку што има и интереси од соседите до во регионот, европски интереси, конфронтација на глобални интереси, така да тука треба да бидеме реални, да се фокусираме на она што реално Македонија може сама за себе да го направи, а тоа е пред се да пробаме овој хаос кој што се створи по изборите
и посебно со посеизборната ова платформа, да во интерес на националните интереси го амортизираме, го изменаджираме во смисла да створиме еден простор на консолидација од кој што подлабоко би можело да ги отклониме причините за ваквата ситуација. Јас затоа сум повеќе да ги коментирам оние елементи кои што се манипулативни. Опозицијата во случајот прифати улога како експонент на тој антимакедонски заговор, можам да го дефинирам, да одигра во политичката сфера и со манипулации да створи впечаток дека она што се случи во Македонија е политичка игра, нормална игра меѓу политички субјекти, што не е вистина, бидејќи во ваквите процеси на конституирање на собранието во случајов фактички се е таа црвена линија која што ако дозволиме да и институционално се вгради платформата, ние всушност веќе понатаму нема да имаме никаква можност да го сопреме разградувањето на Македонија. Не само со националните перформанси, туку и заканите за територијалниот интегритет покрај загрозување на суверенитетот. Така, господине Голубовски, тука правиме една кратка пауза за реклами, време за реклами, се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот, почитувани останете на оваа фреквенција, за кратко сме назад. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Господине Голубовски, едните во собранието, односно коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, инсистира нивните колеги од Социјалдемократскиот сојуз да одговорат дали ја прифаќаат или ја отфрлаат тиранската платформа. Социјалдемократите молчат на оваа тема, но понекогаш од говорницата од собранието бараат да се избере председател на парламентот, повикувајќи се на мнозинството, односно на 67 потписи кои ги собрале. Велат, мнозинството е легитимно, но при тоа вие го оспорувате овој легитимитет. Зошто? Сите тие кои што бараат мирен трансфер на власта, заговараат конституирање како еден легитимен процес, повикувајќи се на наводно легитимно мнозинство, всушност немаат такво легитимно мнозинство, затоа што 20 пратенички мандати со кои се парципиенти на можната нова влада имаат подпишано оваа тиранска платформа во која отворено повикуваат на уривање на уставниот поредок. И тука апсолутно е во право председателот Иванов, кој што не сака од таа причина да им го даде мандатот. Оттаму тој факт не може да биде ефективен и треба опозицијата да размисли за одговорноста за влошувањето понатамошно и продолжувањето на политичката криза во државата. Се споменуваат и правни средства. Инсистираат социјалдемократите, нели, како што напоменав, да се избере председателот на собранието, велат потоа да се формира и влада и да се побара, нели, мандатот од председателот на државата, но председателот на државата е прилично јасен дека нема да го даде мандатот на оној кој прифатил документ подготвен во друга држава или направен со посредство на премиерот друга држава. При тоа
експерти, правни експерти во јавноста зборуваат за некакви правни можности, некакви правни средства. Кој е правното средство за да се дојде до ова? Има ли правно средство и како гледате вие на она што се зборува и што се коментира во јавноста? Против тиранската платформа мора да се употребат сите правни и политички средства веднаш. И сега, во однос на вашето прашање, тука може да се разоткрие уште една манипулација од страна на правните експерти на опозицијата, кои што го ризикуваат авторитетот кој што долго го граделе и го имаат верифицирано пред јавноста, а се работи за следното. Она што требаше да биде како правно средство, како во функција на една превентива во оваа ситуација, тоа требаше да биде реакција од јавното обвинителство, но бидејќи оваа институција потврди, не постапи согласно своите овластувања и врски, она што го заговараат правните експерти во смисла на правни средства, кога председателот на државата ќе има можност со вето, откако ќе биде избрана председател на парламентот и владата, да го суспендира законот. Сите знаат дека тоа може председателот еднаш, меѓутоа ако се повтори истата одлука собранието, тогаш тој ќе мора да потпише, па тогаш би настапил... Да појасниме, зборуваме за закон за двојазичност, и оние закони кои би произлегле од платформата. Да, за се она што имаат намера, ветиле, и тоа е услов, нели, за коалицијата. И тогаш, нели, исто така доаѓа и тој контекст дека и Уставниот суд. Сето тоа всушност е да се оствари една свршена состојба, потоа веќе нема да се знае што може од сето тоа да се врати, да се поправи, а бидејќи се работи за чувствителна категорија на права, кои што вообичаено, откако без огледали погрешно или заради други околности, ќе се остварат како ниво не само во Македонија, тоа е проблем во сите држави. Тогаш, нели, иде тоа тешко да се поправат евентуално грешки, затоа што се смета дека се веќе остварени. И затоа апсолутно е легитимно народот што реагира и мора веќе време, ова предолго трае, и политичките партии од другата страна, значи оние кои што сега имаат одговорноста да представуваат власта во Македонија, да поактивно се вклучат и да се осуети една нова ситуација која што ефективно ќе представува една груба интервенција, практично како да е извршено државен удар и државата е веќе редефинирана. Господине Голубовски, тука сме веќе точно на половина од емисијата, правиме една кратка пауза, една музичка пауза и се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот. Почитувани слушатели, останете тука. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. Назад во Кворум на Радио Слободна Македонија, господине Голубовски, Брисел до сега нема реакција за тиранската платформа, иако се бараше од Брисел да реагира за овој документ и да се огласи за мешањето на други држави и странски премиери во внатрешните работи на Република Македонија. Тоа го бараше и председателот Иванов, го бараат и одредени политичари, го бараат и граѓаните. Но Брисел се огласи за оние ставови на Еди Рама и Хашим Тачи во однос на спојувањето на Албанија и Косово, доколку вратите на Европската Унија останат затворени за овие две држави, ја осудија ваквата реторика. Зошто молчи Брисел за тиранската платформа и може ли да очекуваме некаква промена со оглед на тоа што има реакција на изјавите на Тачи и Еди Рама? Ова е една непријатна вистина, нели, за нас македонците, заради тоа што за исти изјави од исти актери
и тоа само реторички изјави, без платформа во случајот кога се однесуваат за Косово и Србија, нели, е загрозена во тој контекст. Имаме, да кажам, едно принципиелно реагирање, но во однос на она што нас не засега, се уште има молк. И тоа е, уствари, и доказ за селективниот пристап на меѓународната заедница и потребата од многу реален пристап во делот на нашата одговорност во оваа криза, да немаме илузии дека некој има добра намера и дека, мислам, всушност свесни за една ваква ситуација, само со вистински одговор на Македонија со своите институции можеме евентуално да изградиме некој меѓупростор во кој што меѓународна заедница би го коригирала својот став. Иако според многумина беше неочекувана и оваа реакција од Брисел кога пристигна за изјавите на Хашим Тачи и на Еди Рама, останува да видиме што ќе следи во следниот период. Ќе оди ли Македонија на избори? Кој е вашиот став со оглед на тоа што мнозинството од граѓаните овде гледаат решение во нови избори? Ќе оди ли Македонија на нови избори и кога би се случиле тие, доколку гледате позитивно на ова? Единствен рационален одговор на оваа криза и еден потенцијален механизам кој што би можел да ги поправи состојбите постизборно, всушност е да има предвремени нови избори. Тоа е единствениот рационален одговор. Се друго би било компромис и во тој компромис и надигрувања не сум сигурен дека тоа што би можело да биде договорено ќе биде во некоја стратешка корист за Македонија како држава. Би сакала да прокоментираме во однос на манифестот кој го понудија вашите коалициони партнери. ВМРО-ДПМН за излез од оваа политичка криза не беше одобрен од останатите политички партии, но како гледате вие на елементите кои се содржани во овој манифест и дали може ВМРО-ДПМН овој манифест да го инкорпорира во својата програма доколку се одржат следни во скоро време парламентарни избори, дали овој манифест можеби ќе го видиме во изборната програма на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери? Мислам дека содржината на манифестот е окей. Тоа се и желбите на патриотски ориентираниот македонски народ. Меѓутоа, мислам дека може би проценка на моментот кога е промовиран манифестот и отсутството на подготвен терен, дури и да се направени напори да се постигне претходна согласност неформална, неофицијална и со опозицијата како еден висок национален интерес, ги оневозможија капацитетот на овој документ и фактички е се уште, нели, како предлог не е заживеа како една артикулација која што е прифатена од сите политички актери, пресена двете македонски големи партии. Може би очекувано беше дека нема да се прифати од другата страна со оглед на тоа на цврстите позиции кои ги завземаат двете партии. Можно ли е да дојде до нова лидерска средба со оглед на тоа што за да се постигне некаков договор или
па и да се договорат нови предвремени парламентарни избори, лидерите треба да седнат на заедничка маса. Има ли клима сега за тоа во моментов? Можно ли е да дојде наскоро до некоја таква средба и што би договориле лидерите? И сепак за да се направи некој компромис, потребно е да направат отстапки едната и другата страна. Ќе ги направат ли? Овие разговори, ако се претпоставеше ваков расплет на ситуацијата, ќе има своја шанса ако беа направени на самиот почеток, кога беше јасно дека работите тргна во погрешна насока. Сега веќе е тешко да се очекува дека еден таков договор може прво да се постигне, а и целите кои што треба да се постигнат, како би се дефинирале, мислам дека може би не треба да се ствара една илузија дека тоа како алтернативно решение има шанса, дека има реална основа. Треба фокусот да се задржи, да се искористат сите средства да се организираат предвремени избори. Така, тука правиме уште една кратка пауза со оглед на тоа што повторно дојде за уште еден последен блок на реклами, па се враќаме во студиото со завршните минути од овој разговор. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Назад во Кворум на Радио Слободна Македонија, господине Голубовски, завршни минути, завршни зборови. Направивте една анализа за сето она што се случува во државата, слушнавме за вашите видувања и кои според вас се излезни решенија. Се гледа ли крајот на оваа криза? Бидејќи свесен сум дека веќе времето истекува од интервјуто, би го искористил да одговорам на неколку опасни манипулативни тези од страна на опозицијата. Пред се прво да констатирам дека не е во ред да прифатиме за Македонија постојано да зборуваме како мултиетничка држава, за мултиетничко општество, мултикултурно општество, да, но мултиетничноста и мултикултуралноста се социолошки категории и не им е местото во описот на она што како треба да не адресираат однадвор како држава. Само да бидам појасен, например, овие социолошки категории се одомаќени и природни за Австралија, за Соединените држави, каде што не е етносот, националниот етнос основата врз која што се формирани тие држави, додека во Европа, да не зборам и за Балканот, окосница на државите се националниот етнос и се национални држави, како што и Македонија, исто поред актуелниот услов е национална држава на македонскиот народ, а граѓанскиот концепт е во сувереноста на граѓаните покрај колективниот суверенитет кој што го носи македонскиот народ. Другите две тези кои што особено треба да се внимава, да не се подлегнува на нивната пропагандистичка мисија, е тврдењето дека барањата содржани во тиранската платформа се легитимни заради тоа што демократско право е на малцинствата да постојано ги надградуваат своите права и во таа функција се поистоветува овие малцински права со демократијата во државата, што апсолутно е неприфатливо. Малцинските права се дел од општата проценка за демократијата во една држава, но тие имаат плафон. Плафонот на малцинските права е определен со рамковната конвенција за заштита на националните малцинства и со сите други документи од Обединетите нации со кои што се нормирани таквите права. Втората теза која што дури денес на утринска програма гледам дека намерно ги праќаат луѓето да
вршат еден притисок, а тоа е зошто да има избори, кога и онака се предпоставува дека политичките представници на албанското малцинство нема да се откажат од платформа, па и после овие избори пак ќе имаме ист проблем. Тоа апсолутно е една неодржлива, всушност само манипулација, затоа што политичките права малцинствата ги остваруваат преку политичките партии на избори и нивните права се заштитени со нивното представничко делегирање, значи како пратенички мандати кои што ги имаат во собранието. Самото конституирање на влада не познава квоти за учество во влада и оттаму ако некои од политичките партии имаат вакви барања уцена во основа, тие самите се изолираат и не постои ниту било каков контекст, не само со уставот во Република Македонија, ниту уопште како пракса во светот. Нашиот пристап би бил опасен преседан кој што апсолутно не би го дозволиле и други држави да го промовираме. Тогаш албанските партии нема да имаат партиципација во ниедна наредна влада и тоа е сосема нормална работа. Значи тие треба да покажат лојалност, да постои интерес меѓу сите политички субјекти кога ќе се договараат околу тоа како да се состои влада, кое што нели треба мандатор да постои и процедурите се познати. Но за на крај да не испуштам, бидејќи кажав на почетокот дека очекувам и повикувам Македонија да одговори со институциите на сите овие провокации. Мислам дека е крајно време после овие закани кои што се веќе реални закани и за територијалниот интегритет на Македонија во однос на овие изјави од Албанија, Косово, мислам дека сосема е природно, ние на држава тоа не би го пропуштила, треба, бидејќи сме загрозени на тие граници, треба заради безбедносни аспекти, ако не заради некој принцип на реципроцитет во тие односи, да воведеме повторно визен режим кон Албанија и Косово, да се редуцираат по оценка ризични премени, да се намали бројот на премините и доколку овие притисоци не престанат, продолжат да ескалираат, тогаш легитимно е исто така да се преиспита и нивото на дипломатските односи, да се смали нивото на дипломатските односи. Исто така, во една таква хипотетична ескалација на едно непријателско однесување од Албанија и Косово, сосема е легитимно да се откажат сите инфраструктурни проекти спрема Албанија и Косово, како и да запрат започнатите, а на внатрешен план мора, очигледно е дека како последица од рамковниот договор, но не и како директна обврска од рамковниот договор, бидејќи слушнаме некои актери во изминатиот период кои што сведочат дека новата територијална организација е дополнителен притисок од меѓународната заедница, кој што воопшто не е спомнат во рамковниот договор. Оттаму ќе треба тој генератор на криза, не само рамковниот договор, кој што за мене е затворено прашање, бидејќи невнимателно веќе го преточивме во Уставот на Република Македонија, туку треба да размислуваме да иновираме територијалната организација во смисла да ги одвоиме сите рурални делови, да се вратиме на претходната во еден голем степен една добро проценета да се вратиме пред територијалната организација во 2004. Тоа апсолутно мора да се направи и тоа што го слушаме и на протестите кои што се одвива. Треба Македонија има обврска околу пописот, исто така да размисли. Но на крајове тоа ќе го завршам, кога изборував за јавното обвинителство, меѓу другото, се уште не е касно, би било добра превентива,
затоа што според Уставот и според Законот за политички партии веќе повеќе од доволно постојат индиции, јас би рекол и конкретни докази за антиуставно делување против поредокот на Македонија од страна на политичките партии на албанското малцинство и тие би требало да бидат барем времено суспендирани, забранети. Така, господине Голубовски, тука ќе ви се заблагодарам за денешното гостување и за разговорот во овој кворум. Благодарам. А вам, почитувани слушатели, ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција. Радио Слободна Македонија, политичкиот магазин Кворум, кој е во продукција на радиото во боја. Превовско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија се емитува секој понеделник од 11 до 12 часот. Денеска е 24 април 2017 година. Техничка реализација Далибор Зафировски и Дине Вучков. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум. Се слушаме повторно за 7 дена. Останете ми во добро здравје и пријатно расположение. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.